Поранешниот министер за правда Никола Тупанчевски, екс-заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски, директорот на Агенцијата за употреба на јазиците Илбер Села. Партиски кадри одат во дипломатијата. На 6 месеци пред избори се пополнуваат 9 амбасадорски места. Андреј Жерновски, кој е поранешен лидер на ЛДП, па потоа премина во СДСМ, е трет лидер од либералите кој добива амбасадорска функција. Ќе биде амбасадор во Романија. Предходно Јово Манасиевски замина за Турција и Горан Милевски во Словенија. Тупанчевски, кој извиси од министерската функција поради влегувањето на Алијанса во владата и која го доби секторот правда, ќе работи во амбасадата во Србија. Слободно можам да кажам дека последните 2 години односите со Република Србија доживуваат ренесансен карактер. Ова моја премиса можам да ја верификувам ако се земе предвид колкав број на посети се остварени од наша страна и од српска страна во однос на подобрување на билатералните, регионалните и истовремено мултилатералните односи. Кадарот на ДУИ, Илбер Села, кој е директор на Агенцијата за употреба на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, ќе се вдоми во Германија. Јасмин Кјахил, кој работи во кабинетот на Османи, заминува на дипломатска мисија во Полска. Писателот Сашко Насев, кој досега нема дипломатско искуство, ќе стане амбасадор на Македонија во Кина. Меѓу новите амбасадорски имиња е и она на Шпенд Садики, кој иако никогаш не работел во амбасада на пониско ниво, ќе скокне неколку скалила и ќе оди во Израел. Игор Попов, дипломат од кариера, оди во Бразил, Дженк Сейфула од директоратот за ЕУ во Шведска, Пајо Авировиќ од МНР во ОПСЕ. Опозицијата реагираше дека поради партиските и личните калкулации, Македонија нема амбасадори во повеќе земји, меѓу нив и оние кои се клучни за евроинтеграциите. Калкулирале со партиските или личните интереси и ја оставиле државата со празни амбасади долги години. Кога ќе појде сега господинот Сашко Насев во Пекинг, може да го прашаат дали имаме сега формирана држава. Тие немаат македонски амбасадор видено цели 7 години. И тоа е навистина срамота за една држава. Во врска со испраќањето на неколку амбасадори, министерот Бујар Османи рече дека во дипломатско-конзуларните представништва се испраќаат кариерни дипломати, а во помал дел и истакнати личности од политичко-општествениот живот.